македонски народ е много топол и за живење мислам да е стварно е убаво. Сакав да го научам најдобро што можам и се трудев многу. Чешките сопружници Михал и Лада Витови и нивните керки Ана и Ингрид пред 4 години ја смениле адресата на живење од Брно во Скопје и научиле да зборуваат македонски. Како визитинг професор на Македонски универзитет, Михал често ги посетувал Скопје и Тетово. Основал и компанија за софтвер со партнер македонец, па во 2020-та и предложил на сопругата да се преселат. Таа сега предава физика во интернационално училиште во Скопје. За сите нас дома е исто тука во Скопје, исто во Чешка. Бидејќи тука многу ни се допаѓа, имаме пријатели тука и работа. Ама во Чешка се нашите фамилии. Ретко се дружат со странци, а редовно со новите колеги, пријатели и родителите на децата од училиште и од градинка, кои велат одлично ги прифатиле, и тоа уште од почетокот. Следната недела бевме заедно во кафана или во кафе кај нив. Мислам, тоа е во Чешка, ние сме поладни. Мислам дека во Европа нема сличен народ или земја, држава која е вистински меѓуетничка. И мислам да тоа е многу интересно за живот. Нешто како бисер балкански. Постојано ги истражуваат убавините на македонските планини и се радуваат што им се надофат. Влюбени се во љуботен, во шара. Да одиме до непознати места. 1,5 сат од Скопје до планинарски дом, мислам, тоа е супер. Тоа е нешто такво немаме во Чешка. Вообичаено ручаат околу пладне како што прават чесите, но кога се со пријатели во кафеана, ручаат подоцна и подолго за да се прилагодат на македонските навики. На таквите средби учат и македонски песни. Тоа е знак на интегрување во Македонија. Мислам, тоа е интересно или за нас треба да знаме овие песни знаме што е со идентитет, што е со историја и нешто што е позитивно на тој концепт е тука се седи во кафана и јаде и пие и ужива. Во Средна Европа се јаде на почеток и многу пие и на крај на вечерот е хаос. Македонски јадења најубави ни се кога пријателите ги готват или одиме во ресторан. Најчесто порачаме зелка, салата, кебаби, тавче, гравче. Исто на Инушка и се многу допаѓа тавче, гравче. Шопска салата. А шопската салата за Витови е посебна кога во неа има вкусни домати и друг зеленчук. Затоа се чести посетители на пазарите во Скопје. Готвам почешки рецепти, ама ги користам македонски состојки. Во Чешка имаме се, мислам дека, ама вкусот е различен. Но меѓу сето тоа што има убаво, сепак има и нешто кое не им се допаѓа во секојдневието. Ред со држава. Мислам, имаме во Чешка е кога јас нешто сакам да го добијам. И тука е малку покомплицирано. Загадувањето во зима. Транспортот во градот. Мислам, тоа е. Може би паркирање во едната линија, кога се блокира сообраќајка. Тоа е многу лошо. Да, стилот на возење баш треба да го човекот разбира и да вози послично. Не е организиран за луѓе сакаат да користат јавен транспорт. Тоа е нешто знакот на лоша економска ситуација и мислам за тоа е за жал. Помали
доданоци, помали служби од држава. Мислам, тоа е fair deal од држава. Многу убав е кораб. Затоа нема луѓе, нема ништо овде, ама нема инфраструктура зеро. Сепак, велат за во иднина сите опции се во игра, дури и она да се задржат на македонска адреса. Мислам ќе останеме уште минимално 4 години, ама немаме план кога сакаме да се вратиме назад. Децата се срекни, а ние сите сме заедно, што е ние 4 сме заедно, што е најбитно. Михал Вит патува до Прага, каде е асистент професор за меѓународни односи на Универзитетот Метрополитен, но Витови засега остануваат во Скопје, авантуристички расположени за откривање на нови природни убавини и нови пријателства.